Синоќа во Прилеп започна најдолгата планинска трка некогаш организирана во Македонија, насловена како Крали Марко Ултра Трейл, која е долга 90 километри. 60-тината учесници на овој планински маратон тргнаа синоќа во 23 часот од населбата Варошка и Прилеп и според најавите треба да трчаат цели 22 часа за да ја завршат трката. Маратонците ќе се искачат на манастирот Трескавец, потоа ќе се спуштат до Вештачкото езеро и ќе се искачат на највисокиот прилепски врв Козјак. Во Прилеп треба да се вратат некаде вечерва околу 21 часот. Организационо е прилично тешко и сложено да се организира ваква голема ултрамаратонска трка, меѓутоа значи бара доста добар тим, координираност, имаме повеќе од 70 волонтери, голем дел се и од Прилеп. Така да имаме доста добра комуникација и со локалното население, сака да се вклучи во вакви активности, тоа е тоа. Ние ова лето напорно работевме на уредување на патеките, значи ги чистевме, ги маркиравме, дополнително се маркирани патеките со флуоресцентна маркација која е лесно видлива во вакво време вечерно. За да се учествува на една ваква трка, потребна е голема физичка, но и психичка подготвеност. Секој надпреварувач исто така носи и опрема за ноќно трчање. Челна ламба мора да има, резервни батерии, многу е битно обувки какви носиш, многу е битно да носиш кишен мантил, мислам специјален lightweight. После има survival bag, се носи за да не снеможиш па на некое студено место да се завиткаш. Веќе четврти пут у Прилеп, туристички код Ова ми е четврти пат во Прилеп, инаку втора година како учествувам на Крали Марко трката. Воодушевена сум од овој предел и организацијата и верувам дека и понатаму ќе доаѓам во Македонија затоа што многу ми се допаѓа тука. За први пат сум тука во Прилеп. За прв пат сум тука во Прилеп на оваа трка и мислам дека е доста убаво. Пред еден месец истрчав 160 километри на една трка во Бугарија. А ова се надевам дека ќе истрчав за околу 16 часа. Она што е интересно оваа година е што Крали Марко Ултра Трейл се долга 90 километри и токму поради изголемената должина за разлика од лани. Таа годинава се бодува со 4 квалификацијски поени за трката Ултра Трейл du Mont Blanc, која што се смета за неофицијално светско првенство во планинско трчање. Поради тоа се зголеми атрактивноста на оваа трка и на неја учествуваат и голем број учесници од целиот Балкан. Јовица Јованчев е еден од двајцата македонци кои успеале некогаш да ја завршат таа трка на Монт Блан долга 160 километри. Вели дека токму поради бодовите кои се добиваат за Монт Блан, годинава има толкова заинтересираност за Крали Марко Ултра Трейл. Трката околу Монт Блан, значи една од најтешките, најубавите трки. Јас и уште двајца македонци сме едни од ретките кои што имаме завршено. Оваа година има доста луѓе од Бугарија и од Србија дојдено, конкретно на Крали Марко, баш поради тоа што сака да одат наредната на Монт Блан, им требаат поени и дојдоа баш поради таа причина. Значи една од причините покрај тоа што сакаат да трчаат во нашиот предел, беше и тоа што носи нашава трка поени за таа Ултра Трейл du Mont Blanc. Освен долгата трка од 90 километри, маратонот продолжи и денес со две пократки тури. Едната долга 16 километри наречена Трескавец Трейл и другата долга 31 километар наречена Камена Баба Трейл. Вкупно на маратонот учествуваат околу 300 учесници од 13 држави. Ова ми е втор пат, значи првиот пат се напреварав на 16 километри, 19-то место, а сега на 31. Теренот е многу добар пред се за оние кои што сакаат да се бават со оваков тип на спорт, да почнат да се бават. Многу е убава природата, значи на кај Трескавец кога се оди на кај езерото е стварно феноменално, значи. Со планинско трчање многу малку. Искуството ми е нула. Претежно трчам на рамни стази, полумаратон и цел маратон. Годинава прв пат имав искуство на Копаоник со 15 километри. Крали Марко е очигледно реномирана фирма, не реномирана фирма, меѓутоа трка. И би сакала да се испробам и не на 16, него на 31 оваа година. Ми се допаѓа амбиентот, организацијата и така гледам дека има голема напредност во атлетиката и голем интерес на младите и така натаму. Годинава за прв пат на маратонот се одржа и трка за најмладите, наречена Марко Куле Трейл, која што беше долга околу 1,5 километар и ја трчаа околу 50 на дечиња.